Јас навистина ви се заблагодарувам што денеска сте присутни овде, и очекувам дека објективно ќе ја известите македонската јавност во врска со нашата денешна пресконференција. Како што знаете, повод за оваа пресконференција е говорот на уредникот на ТВ Сител Латас за време на синогешниот ударен дневник, кога гостуваше опозицијот лидер Зоран Заевер, при што употреби говор на омраза према турците, велики на гостинот: лажеш како турчин. Завршен цитат. Синојка издадовме соопштение од одржаната итна седница на извршниот одбор на партијата, која вам ви е добро позната. Потоа следуваше јавно извинување на овој журналист од турците во земјата и Република Турција. Не те запознат со содржината на извинувањето, но искажуваме сомнеш дека тоа извинување не е личен став на журналистот, туку тоа е направено под притисок на други центри на моќ во државата. Ние денеска, како критична маса и совест на турците, сме тука за да кажеме дека овој малски кабадаја во никој случај не може да биде предмет на наша обсервација. Но поради позадината, заскривана за тој журналист, сме загрижени заради Република Македонија. Очигледно е дека овој човек исполнува туѓа агенда. Од тука, за да бидеме начисто со нашите понатамошни постапки, бараме од власникот на ТВ Сител да се огради од овој говор на омраза и да превземе мерки против истиот, кој искажува нетрпеливост и омраза према турците. Доколку тоа не биде направено, ќе превземаме сите потребни мерки за заштита на достоинството и угледот на турците во земјата. Исто така бараме и оградување од изнесеното од страна на овој журналист и од ВМРО-ДПМН, како нивен трувач и гласноговорник. Доколку до тоа не дојде, тогаш отворено ќе кажеме дека оваа влада го скршува оската, тоест померува оската и се опростува од евроатлантските интеграции. Особено го повикуваме јавниот правобранител на Република Македонија да превземе законски действија врз ТВ Сител и неговиот уредник. Ние сме во право, во апсолутна смисла на зборот, и затоа ги замолувам сите турци во земјата достоинствено да се однесуваат и действуваат и да не дозволиме да бидеме во состојба да не сме во право. Исто така ги поздравувам сите субјекти на турците во земјата кои искажа говор, искажа револт по овој настан и им се заблагодарува. Но не слушнаме ниту еден збор од коалиционот партнер во владата на Република Македонија, од Демократската партија на турците, особено од нејзиниот претседател, кој инаку служи и од тука е многу јасно дека е поданик на владеачката гарнитура. Ете, за денес толку, ако имате прашање, повелете. Мола? Дали ќе побарате да се извини сега? Кој? Латас. Видите, ние кажаме дека да. Вие новинарите вам добро ви е познато на кој начин извинувањето е доследно. Значи тој во ударниот термин кога највише се гледа искажа овој гнев и омраза, нетрпеливост према турците, кој секако го носи под свеста, инаку тој кажа и други невистини, кажа дека извор не е запознат, дека Република Турција припрема напад врз Република Сирија, што навистина за еден таков човек е незамисливо да може да има такви сознанија. Меѓутоа, кога зборувам за, значи, со право, велам дека се работи за журналист, вие подразбирате дека за каков журналист се работи, нели? Да. Од тука, значи, не само вечерта, синојка, него и во другите настани имаме навистина доста забелешки на изразите према Република Турција, особено по односите, нарушените односи со соуправувањето на авионот на Русија. Навистина има една група на граѓани во Република Македонија кои сака да ги поремети и така најдобрите пријателски односи на Република Турција со Република Македонија. Тоа покажува дека навистина постои настојување да се промени оската, да се откаже од евроатлантските интеграции и да најдат сојузници од времен карактер.